Оно што сега ни следува е едно лично и професионално интервју со председателот на владата на Македонија, господинот Мицкоски, кој што по трет пат оваа година е со нас. Ако се сеќавате, оние кои што ни се редовни гости, тоа се случи првата година, се уште не беше назначен за председател на владата. Минатата година имавме можност да зборуваме за првата година од можноста да се управува со земјата, односно со владата. И убаво е сега после уште една година да направиме пресек што е постигнато, меѓутоа уште повеќе што следи. Го повикувам председателот на владата да ми се приклучи. Премиере, најпрво благодарност што сте денес со нас. Ова е, спомена ваше, трето гостување на самитот на Македонија 2025. Првата година се уште немавте титула или функција, не бевте назначен за председател на владата. Втората година или минатата година зборувавме за тоа кои биле вашите очекувања, како и дали се реализирале очекувањата, кои биле најголемите предизвици. Меѓутоа, да не заборавиме дека минатата година беше една тешка година, односно година во која што ни се случи трагедијата во Кочани. Мислам дека сите бевме емотивни и повеќе во пораките и разговорот доминираше тој момент на тага и емоција и одговорност на сите нас, би рекла, кон тоа што се случи, како да изградиме, сето тоа е како да изградиме подобро општество и подобра иднина. За жал, предизвиците не стивнуваат. Некојаш доаѓаат од Македонија, некојаш доаѓаат од она што се случува, дали е тоа војната на Блискиот Исток, дали е тоа царинската политика или одлуките на САД, и така натаму, Меѓутоа, најважно е за економиите како да се справат со сите овие предизвици и како економскиот раст кој што ни е водилка да остане. Ги видовме податоците, можеме да бидеме задоволни со оно што се случува во 2024, особено 2025 година, меѓутоа сето тоа бара и голем фокус, како да се стигне до тие стапки на економски раст. Така што сепак би почнала со едно прво прашање, што после 2 години од отпочнување на вашиот мандат, кои се главните предизвици? Дали она што го очекувавте навистина беше реалност или предизвиците беа многу поголеми? И кои се главни предизвици? Институциите, администрацијата, политичката волја, верувам не, меѓутоа тешките одлуки. Значи, кој е најголем предизвик според вас? Најпрво да се заблагодарам, Никица, на можноста да се обратам пред овој навистина импресивен аудиториум на овој настан, да посакам успешни 2 работни дена. Сигурен сум дека ќе има исклучително значајни пораки кои што говорниците ќе ги испратат, внимателно како влада ќе ги следиме, бидејќи очекувам од тие пораки да извлечеме и ние поука и дел од тие критики да ги анализираме и се разбира дел од нив и да ги аплицираме во управувањето со владата и со институциите. Што се однесува до твоето прво прашање, скоро 2 години, откако сум председател на владата, се разбира дека не е лесно да се управува состојба во која што треба да менаџирате работи кои што можеби вие како човек не сте ги живееле или не сте влијаеле да тие се случат, но тие се случиле и вие мора да ги менаџирате, бидејќи ако не ги менаџирате тогаш и се откажете, тогаш проблемот ќе биде уште поголем. И тоа можеби е најголемиот предизвик да се менаџира товарот од минатото. Но како и да е, јас стално велам, ние не треба да очејуваме, тоа што е, проблемите се тие, ресурсите се мали
и треба приоритет по приоритет да се решаваат проблемите и успехот е мерлив, ако зборуваме емпириски, ако не создавате нови проблеми во вашето време, бидејќи и ова ваше време еден ден ќе заврши и вие ќе заминете од политиката, да не оставите такви проблеми на генерациите кои што доаѓаат, а вештината да решите многу од тој товар од минатото, вас ќе ве направи успешен повеќе или помалку. Тоа е суштината. Еве, вие рековте дека минатата година беше година која што ја одбележа оној ужасен настан во Кочани. Оваа година, првите 2 месеци, јануари и февруари месец, започна, би рекол, исклучително добро и над нашите очекувања. Зборуваме макроекономски и фискално. Но потоа се случи конфликтот во заливот и тоа неминовно влијае врз сето она кое што се вели политика, но и врз економијата на една држава. За разлика од останатите земји во регионот, ние не правевме бесконечни пресконференции, не дававме изјави, не очајувавме, не плачевме, не кукавме, тука едноставно влеговме во решавање на проблемот, онолку колку што може да се решава. И мислам дека прилично успешно успеавме досега да го решиме. И покрај тоа што имавме исклучително големи фискални откажувања, кои што на прв поглед може да се очекува да влијаат врз буџетот, но принципот теорија, односно економија на обем, кој што го применивме, до овој момент можам да кажам дека не само што не ги почувствувавме, туку напротив, ги надмина и нашите очекувања во услови на криза. Тоа значи зголемена потрошувачка на бензините и дизел горивата, со што имаме поголем инфлоу во самиот буџет и на тој начин успеваме да ги менаџираме овие предизвици. Имаме убедливо најниски цени на горивата во регионот. Некој ќе каже да, ама и некогаш порано биле така, не е точно. Но ако се анализира оваа криза во моментот од аспект на енергија и од аспект на економија, тогаш ќе го цитирам председателот на Светската енергетска агенција, господинот Фати Бирол, со кој што на овогодинешниот Светски економски форум во Давос бевме на заеднички панел. Ќе го цитирам, кој што вели: оваа енергетска криза по својот обем е поголема од оние две во 70-тите од минатиот век и 2022-та заедно. Чисто за да имаме представа за каков предизвик станува збор, ние ниту во еден момент не рековме не извезуваме гориво од државата, ние ниту во еден момент не ги лимитиравме испораките на гориво од државата. Убедливо имаме најниска цена и за дизелот, и за 95-98 октанскиот, и истовремено, после оние првични очекувања, во овој момент можам да кажам дека од аспект на даночната политика стоиме добро во рамките на буџетот. Имаме потфрлања кај акцизите, што е нормално, бидејќи имаме кризна состојба и во таа кризна состојба имаме намалување на акцизите кај дизел, горивата и бензините. Така што овој предизвик во овој момент представува најголема непозната во равенката за владата и политиките кои што ги водиме, бидејќи мислам дека нема човек во светот кој што може да каже колку долго ќе трае, освен можеби неколкумина, а најверојатно тие нема да ни соопштат на нас. И мораме да предпоставуваме сценарија и врз основа на тие сценарија да влечеме потези. И ќе завршам во овој воведен дел со економскиот раст. Ние имаме 6 квартали поред како влада со 3,5%. Над 3,5% реален раст поради дефлаторот, инаку номиналниот е над 7,5%. Оваа година според Меѓународниот монетарен фонд ние ќе дојдеме од прилика до бруто домашен производ номинален околу 22 милиарди долари. И ако се направи
разлика помеѓу тоа што оваа година ќе го завршиме и она што го почнавме во 25-та, иако 24-та беше, еве да речам, споделена година, 3 пати повеќе е зголемен номиналниот бруто домашен производ за 2 години, отколку да речеме споредено во периодот 2018-2023 за 6 години. И тоа е емпирија, тоа се бројки. Дали е доволно? Не е. Дали треба побрзо? Треба. Но во услови кога нашиот најголем трговски партнер, Еврозоната или Европската Унија, има 2,5-3 пати помал раст на бруто домашниот производ, помала потрошувачка, тогаш логично е да тоа влие и кај нас. Да, ние сме имале периоди кога сме имале раст и над 5%, 5,5%, па дури и 6%, но тогаш нашиот најголем трговски партнер растел со истиот процент на раст. Ние мораме да споредуваме споредливи работи. Ја разбирам дека сите ние треба да имаме големи цели, но истовремено треба да зборуваме и за реалноста и да се споредуваме со реалноста, а да целиме кон тие големи цели. Еве вака накратко како вовед. Одлично, ви благодарам и мислам дека ова е одличен вовед кон она што сакам понатаму го дискутираме. Критичарите на оваа влада најчесто велат кој е економскиот геймплан или план на државата како да стигнеме до повисок економски раст. Не го гледаме, така велат. Поддржувачите на владата велат имаме национална развојна стратегија, имаме реформска агенда и владата е посветена на исполнување на она што е зацртано во акциските планови за овие два стратешки документи, кои што предвидуваат реформи, промени во многу области, нели, па сите области велиме водат кон понатаму економски раст. Вие сте инженер, не сте економист или макроекономист, меѓутоа ги спомнавте равенките и сосема е јасно во една равенка дека тоа што ќе вметнете или импутите, можете да пресметате кој ќе биде резултатот. Така што, кои се трите двигатели или трите познати што ги ставаме во равенката на најзначајни познати што ги ставаме во равенката за економски раст, за да дојдеме до повисоки стапки на економски раст? Навидум тоа е инфраструктурата, тоа се заемите или поволните кредити за поттикнување на инвестициска активност кај компаниите, меѓутоа преку вашата перспектива, кои се познатите во равенката? Една е, а тоа е поврзувањето. Ние треба да го изградиме темелот. Ние го немаме темелот. И тоа е суштината. Кога ќе го поставите прашањето што е предноста на државата, единствената компаративна предност што ние ја имаме со конкуренцијата во регионот и во Европа е тоа што сме место на поврзување на два важни европски коридори. Тоа е коридорот 10 и коридорот 8. Односно, како да се поврзат северно со Јужна Европа, или да бидам попрецизен, Централна Европа со Медитеранот, преку Егејското море, и Јадранското и Црното море, односно Јадранското и Јонското со Црното море преку коридорот 8. Се друго, ако го мериме како компаративна предност, можете да го најдете кај било која конкуренција во регионот или во Европа. Ако ние тоа го направиме, тогаш можеме да развиваме се. Од туризам до се буквално можеме да направиме. Ние тоа не сме го направиле. Вчера, заедно со подпредседателот на влада и на министерот за транспорт, со група македонски новинари и медиуми, направивме, би рекол, едно патување за да добиеме чувство што е тоа што се работи на коридорот 8. Без да навлегувам сега во сите оние критики во минатото зад кои што се уште стојам, нетранспарентна процедура и така натаму, се уште стојам, но тоа сме го наследиле и сега треба да го решаваме, затоа што ако не го решиме, парите ќе бидат потрошени, а за жал ефектот на крај ќе биде таков каков што е. Еве, тоа сме го наследиле и сега треба да го решиме, односно што побрзо да го завршиме за да можеме да плодо уживаме од неговото користење. И кога сето тоа ќе го видите, почувствувате, ќе го изодите, тогаш сваќате за што станува збор. Нашата цел е најголемиот дел од овие делници да ги завршиме во рамките на мандатот на оваа влада. Тоа е патното поврзување. Коридорот 10 горе-доле патно сме поврзани, зборам од Табановце до Гевгелија со автопат,
но коридорот 8 потребно е да се заврши и тука многу жестоко работиме со жестока динамика да сето тоа се заврши, иако е прилично предизвикувачки проект, со што конечно ние патно ќе имаме озбилно добро квалитетно поврзување. Железницата, конечно се одблокира третата секција од коридорот 8, кој што треба да ја поврзе Крива Паванка со границата. Наидовме на разбирање кај нашиот источен сосед да и тие својот дел од коридорот 8 го стават како приоритет. Се надевам дека и нашиот западен сосед коридорот 8 ќе го стави како дел од своите приоритети и на тој начин ќе имаме и железничко поврзување кое што треба да биде значајно не само за нас, туку и за генерално европската економија кога војната во Украина ќе заврши и кога ќе тргне обновата на Украина. Завршуваат физибилити студиите кои што моравме да ги завршиме, траат повеќе од очекуваното, 270 дена, бидејќи не биле претходно направени и конечно очекувам оваа есен најдоцна да почнеме со реконструкција на пругата на коридорот 10, Табановце-Гевгелија, заедно со стратешкото партнерство со Велика Британија и тој проект да го отпочнеме. Очекувам некаде првата половина од следната година да го завршиме гасниот интерконектор со нашиот јужен сосед, со Грција, со што ќе имаме уште една стратешка и компаративна предност и очекувам оваа недела Номагаз да го објави тендерот за изградба на северниот интерконектор со нашиот сосед Србија. Со што практично ќе имаме една цевка која што отприлика меѓу 6 и 8 милиарди нормални метри кубни газ, кој што ќе доаѓа од Александрополи, Реветуза, ќе стигнува до Централна Европа, што ќе биде единствена озбилна конкуренција на Јужниот поток, бидејќи сите зборуваат за зависност од енергенси кои што доаѓаат од Руската Федерација, но малкумина зборуваат за реални проекти кои што нешто значат и кои што се вистинска конкуренција. Овој е тој проект кој што нешто значи. И една одсечка ќе пуштиме тука до Косово, имајќи предвид дека економијата на Косово се темели на производство на електрична енергија од фосилно гориво јаглен, а поради СИБАН новите мерки, мислам дека и на нив ќе им биде потребно, па зошто да не бидеме транзитна земја и за да таму да пуштиме еден крак, да видиме како сето тоа и таму изгледа. Еве го почнавме далноводот, го рестартиравме практично, тој проект беше исто така еден од оние заборавени од минатото, оптоварен со многу дабови, со многу арбитражи и така натаму, интерконекторот со Албанија, високонапонскиот 400 киловолтен интерконектор, со што конечно ќе бидеме поврзани со сите соседи, со Србија, со Косово, со Грција, со Бугарија и сега со овој новиот интерконектор Битола, Охрид, Елбасан и со Албанија, и повторно ќе бидеме раскрсница и на енергетска, и на железничка, и на патна инфраструктура. Тоа е нашата компаративна предност. Ние ова мораме да го завршиме, ако сакаме понатаму да надградуваме сето она кое што како потенцијал го имаме. Без ова нема да бидеме атрактивни, ниту пак некој во неговата оптика или во неговата зеница нас ке не гледа. Сепак ова е време кога големите светски сили на поинаков начин водат политика, за жал понекогаш покажувајќи и мускули. Ние сме сепак малубројна земја во срцето на Балканот и таа компаративна предност која што имаме ние треба да искористиме. Ова е начинот на кој што јас ја гледам иднината, дали сум во право не знам, времето ќе покаже, но дали се стремиме на реализација на сето ова и завршување на сето ова, тоа ќе биде наш прв приоритет. И ви благодарам многу. Понатаму на самитот ќе имаме можност да разговараме малку повеќе и за странските инвестиции и дали оваа инфраструктура и структурно поврзување влијае врз одлуката да дојдат инвестираат во Македонија, а ќе зборуваме, ќе имаме можности со министерот за транспорт и врски, заменик председател на владата Николовски повеќе за инфраструктурните проекти. Сакам да отидам на тема странските инвестиции, ако можам само кратко да додадам. Во моментот, овој капацитет кој што го имаме,
и на овие неколку кои што работиме сега, мислам дека и на оние продолжување на странски инвестиции со кои што работиме, постоечки, значи на кои што имаме follow-up, ценам дека ние тука веќе го исцрпуваме човечкиот капацитет. Колку и да звучи ова грубо, колку и да звучи сето ова чудно, можеби треба да се насочиме на друг тип странски инвестиции. Јас тоа го зборував во една прилика и тоа сега во тиват на почетокот од јуни сакам да го зборувам и пред земјите членки на Европската Унија, но и пред моите колеги од регионот. Јас не сум професионален политичар, како што самите кажавте, јас сум инженер, предпоставувам дека на крајот од овој мој мандат ќе се вратам помеѓу студентите на факултетот, за разлика од поголемиот дел од моите колеги лидери на држави и премиери во регионот. И ценам дека нешто треба да оставиме во регионот што ќе биде регионална иницијатива, бидејќи зборуваме за конфликти, за недоразбирања и така натаму, а никогаш не зборуваме за нешто што не обединува. Ајде да зборуваме за нешто што не обединува. Сите зборуваат за вештачка интелигенција, сите зборуваат за таков тип на нови светски движења. Не знам дали сите политичари реално го разбираат значењето на вештачката интелигенција. Не знам, не сум сигурен. Од тоа што сум имал можност да разговарам со голем дел од мои колеги, немам такво чувство дека сите тоа го разбираат. Но факт е дека за да имаме вештачка интелигенција мора да имаме еден ланец, а тоа се дата центри и електрична енергија. Повторно ќе се навратам на Давос и на говорот на Фати Бирол, председателот на Светската енергетска агенција, кој што рече дека во следнава деценија, ако сакаме да ја развиваме вештачката интелигенција, но и ќе се зголемува потрошувачката на електрична енергија, ќе ни недостасуваат отприлика околу 40.000 теравати инсталиран капацитет. За да ни биде појасно колку е тоа, тоа е како денеска Соединените американски држави, Канада, Европа и Јапонија заедно. Отприлика толку ќе недостасуваат нови производни капацитети. И тие ќе се случат. Дали ќе бидат 40, 30, 20 или 10 е небитно. Но тоа ќе се случи. Замислете ние како регион, бидејќи како земја не верувам дека можеме да влеземе во оптиката на инвеститорите, но како регион, ако успееме 4 теравати само, од тие 40.000, 4 да привлечеме овде кај нас. И ако предпоставиме дека една инвестиција од таков тип има инвестициска активност од $1 милион, ние зборуваме за 4 трилиони инвестиции. Тоа се 4.000 милиарди долари. Поделете го на 10 години, тоа се 400 милиарди долари годишно инвестиција. Сите 6 земји од Западен Балкан, сите 6 земји, Србија, Косово, Босна, Албанија, Црна Гора и Македонија, заедно имаат околу 250 до 280 милиарди долари номинален бруто домашен производ. Така се трансформира општество. Ако успееме да тоа го препознаеме и да бидеме проактивни и да влеземе во оптиката на инвеститорите, кога вие така ќе ја трансформирате вашата економија, тогаш ќе нема ни конфликти, бидејќи луѓето ќе сакаат да живеат убаво. Толеранцијата ќе биде на повисоко ниво. Кој е нетолерантен? Тој кој што живее на пониско ниво. Суштината е тука. Ако ова го сватиме, не велам јас дека тоа ќе се случи во ова време, тоа сигурно ќе се случи. Дали ќе се случи тука зависи од нас, но дека ќе се случи сигурно ќе се случи. Така што тоа е иднината јас ја гледам во странските инвестиции во периодот кој што следи. Ви благодарам многу. Морам многу да се извинам до публиката, предвиден е дел со прашања и одговори, меѓутоа времето ни тече, јас би сакал уште барем 2 работи да го прашам премиерот, така што извинете многу. Сакам да зборувам за тема која што се проведува во Македонија 20 години, од 2005 година, кога Македонија доби статус на земја кандидат за членство во ЕУ. Процесот се одуговлечи, меѓутоа она што во меѓувреме се случува, иако ние се велиме за членување во ЕУ е приоритет, треба да е приоритет и така натаму. Меѓутоа видовме дека процесот се видоизменуваше низ години, преку разни патокази, понатаму
преку, би кажала, се поголема доминација на политичките принципи и барање и критериуми наспроти копенхашките или економските стандарди или она што велиме дека секоја земја членка на ЕУ треба да има стандарди. И некако процесот повеќе го доживуваме политички, што создава и една апатија, создава и песимизам и кај граѓаните, веројатно и кај владата. Она што е позитивно сепак во целиот процес, тоа е реформската агенда за Западен Балкан и реформската агенда секако за Македонија, каде што Македонија како земја презема обврски, таргети, цели кои што треба да ги исполни, секако тоа е поврзано со финансиска поддршка од страна на Европската Унија. Реформската агенда, верувам дека поголем дел од публиката денес ги виделе кои се целите, таргетите, меѓутоа една ваша лична оценка како човек кој што е вклучен, ако не се лажам, недавно имате состаноци со тимот кој што го разгледувате прогресот. Што од тоа што е во реформската агенда сметате дека ќе доведе до најголем пораз на животниот стандард или најголем добробит на граѓаните и бизнисите? Знам дека е многу широко, немаме многу време, меѓутоа ваша лична оценка. Јас би сакал прво да кажам дека повеќе кај граѓаните ова недокажана, приказна или недосонуван сон создава фрустрација, а не очајување или чувство да се откажеме. Бидејќи кога ќе ги гледате јавните мерења, ќе видите дека поддршката горе-доле е константна и таа треба да остане константна, бидејќи тоа е нашата стратешка цел и тука не треба да имаме никаква дилема. Во зависност од тоа каква политичка идеологија имате, претпоставувам секоја влада си има таква матрица на приближување и остварување на таа цел, на таа стратешка цел. Владата која што јас ја предводам има различен пристап споредено со претходната влада. Ние цениме дека пократок пат нема, тоест има, но тој пократок пат има свои предизвици. Најчесто тие предизвици се понижувачки. И затоа велиме, ако треба да идеме по потешкиот пат, ќе одиме по потешкиот пат, но тоа место ќе го заслужиме со квалитет и со испорака, а не со тоа што ќе потпишуваме бели листови харти. Бидејќи тие на крајот од денот за идните генерации создаваат проблеми. И затоа ние одлучивме да одиме по потешкиот пат. И тој потежок пат има своја цена. Затоа што најчесто бирократите вас ќе ви кажуваат што треба да направите. Бидејќи за нив тоа е бизнес as usual, а за вас е се. За вас е се. Достоинството нема цена. И затоа велам, нема пократок пат. Ке трпите и навреди, и критики, и често пати невестините работи. Најчесто. И измислици, но тоа е цената која што морате да ја платите и да издржите. Бидејќи треба да верувате во тоа што го правите. Јас лично верувам дека овој потежок пат е поисправниот пат. Може би е поспор, изобилува, како што реков, со предизвици, но нема друг пат. И затоа мора да докажеме дека сме најдобри. Ние на последното мерење, кој што го имавме визави испораката за реформската агенда во јануари, од 21 индикатор, 16 имаме успешно завршени и за тој период на мерење сме најдобри во групата Западен Балкан 6. Сега имаме ново мерење во јуни, работиме интензивно да испорачаме, утре имаме подлог состанок преку видеоврска со господинот Копман, кој што во принцип ги движи тие активности. Очекувам дека ќе се приближиме со така наречениот фронтранер. Во случајов, има една, би рекол, изрека, една реченица која што дел од бирократите дипломатски ја употребуваат. Црна Гора ја вика фронтранер. Јас се сеќавам, ние бевме фронтранери таму негде пред 7-8 години и беше прашање само да смениме име, презиме и сето тоа, само што не сме влегле внатре, но еве, после 25 години пак сме на истото место, намука што бевме пред 25 години. Затоа треба да веруваме во себе.
Тешко е тоа. Малубројни сме. Тешко е дека некој ќе ве забележи ако немате исклучително вореден квалитет и успеси. Тешко е, не е лесно, но мора да издржите. Во името на генерациите од минатото и во името на генерациите кои што следат, и јас немам друг избор во моментот, освен да издржам, но не да бидеме тврдоглави. Тоа не е добро. Не да бидеме тврдоглави. Да работиме, да си го испорачуваме. Акцијски план за малцинства испорачан. Реформска агенда први во испорак. Мора квалитет да покажете. Тогаш и најголемите ќе признаат и ќе симнат капа и ќе речат овие го заслужуваат местото, дај да не се глупираме со имиња, презимиња и сите други устави, мустави и слични работи. Прилика така го гледам јас се тоа. Ви благодарам и ви благодарам на искреноста, нели некогаш слушаме тоа што не е посакувано тоа што ќе го слушнеме, меѓутоа верувам дека тоа е правиот пат и дека вие како претседател на владата ќе го испорачате тоа. Не изминува времето и сакам да ве прашам уште нешто, иако имав и многу други прашања. Спомена во говорот дека ако сакаме промени треба да тргнеме од себе, треба прво ние да се смениме и тука зборувам сега во името на Македонија 2025. Ваш личен и искрен став кон тоа што може повеќе и подобро да направи Македонија 2025 за да ја одигра својата улога? Па видите, секој може секогаш подобро. Тука не треба да бидеме само бендисани дека сме најдобри, најуспешни, дека правиме се да биде брилјантно. Секој може да направи повеќе. Но Македонија 2025 како организација, како идеја, како визија, мислам дека е исклучително голема додадена вредност за својата татковина. Ценам дека бројките даваат одговор на сите дилеми, дека навистина контрибуцијата е одлична. Мислам дека можеби сега тоа што нас не треба е поголема гласност во светските центри, поголема гласност во клучните светски центри во Европа, во Соединените американски држави, на другите континенти. Ние мораме да се бориме за нашата вистина. Ако ние не се бориме за нашата вистина, повторно ќе кажам, тоа не значи дека треба да сме тврдоглави, но ако не се бориме за нашата вистина и ако тоа храбро не го кажеме и аргументирано, да звучи логично, тогаш ќе изгубиме битката. Многу поголеми народи и нации денеска немаат своја држава. Ние имаме своја држава и доаѓа времето кога тоа обединување на сите слоеви, на сите структури, на сите нас е потребно да бидеме погласни и да ја кажеме нашата вистина. И да се бориме за нашата вистина и мислам дека тука Македонија 2025 со својата мрежа, со својата веќе институционална меморија од 18 години, може да биде еден исклучително голем амбасадор за својата татковина и за граѓаните во Македонија. А ние како влада се разбира, јас како претседател на владата, стојам на располагање да нормално, доколку е потребно тоа да помогнам во целиот тој процес. Ви благодарам многу на искреност. Ова е порака до сите членови на Одборот на директори на Македонија 2025, секако и до мене. Голема благодарност што трет пат поред ни бевте гости на самитот. Ние ќе продолжиме со работа, верувам дека ќе има многу одлични дискусии, пораки, идеи, па и акција. И се надам дека ќе ни се приклучите и потоа во некои други делови од самитот. Сега разбирам дека морате да заминете заради обврски, меѓутоа ве очекуваме да ни се приклучите. Да, редовна владена седница имаме, така да ќе морам да се вратам на работа. Посакувам, тоа е сигурен сум да видам попрецизен успешен самит, убави пораки, внимателно ќе ве следиме и тоа што е добро ќе гледаме да го надградиме, тоа што е критика ќе гледаме да се коригираме како влада. Благодарам уште еднаш. Благодарам.